Ајде, здраво живо на сите. Еве, како што кажав, и вечерва ја продолжувам емисијата од денеска од пладне. Значи, емисија за референдумот, кој што, како што читав од мојата емисија навака до сега, еден куп луѓе пишуваат за, други пишуваат против, пишуваат дека, не знам, биле комуњари тие како мене што се против референдум, кој што бараме предвремени избори, а не референдум, предвремени избори кои би биле референдум и со кој побрзо би паднала оваа хунта, оваа власт. Арно, ама, по тоа што го читав денеска, успеав да видам дека целта се остварува на ваквиот дегенеричен, глуп, комунистички предлог за референдум. Свикување на референдум за ланскиот снег. Значи, за нешто што веќе е изгласано, поминато, има своји реперкусии позади него. И сега ние треба на референдум да гласаме против, поточно за укинување на договорот од 2017. Од 2017, денеска сме 2022. Добро вечер и за Битола и за Клисурич. Значи, да продолжам да не ја крата мислата. Значи, се направи повторно да има раскол помеѓу членството на ВМРО-ДПМН. На оние кои што, ајде да ги кажам, лојалисти, оние кои што, како ќе каже председателот, така и никако другачие, без разлика дали е правилно или неправилно, без разлика дали е паметно или не е паметно, без разлика дали е нормално или е ненормално. Значи, кажал председателот и готово. Тоа морало така да биде. Јас еве повторно ќе го афирмирам моето прашање: зошто референдум? Зошто? Која е целта на референдумот да против асимилација на овакво, како се вика, на македонецот? Па не може никој да те асимилира ако ти не сакаш. Ако ти не дозволиш, а можеш да не дозволиш само на избори. Правиш избори, гласаш, добијаш избори, со 61 пратеник добијаш во собрание можност за едноставно да биде поништен тој фамозен кукавички договор со Бугарија. Дарко Петровски македонски ајборо и тоа ќе го направиме што после. Значи, нема што после. Тоа се прави само за да има расправија и кавга помеѓу членството на ВМРО-ДПМН. Буквално да се направи кавга, да се направи раздор. Луѓето меѓу себе, тие што се членови на ВМРО-ДПМН, кои што до вчера се викале браќа, да се плюкаат еден со друг. Зашто? Заради хирот на Мицковски. Зоран Цветковски сега се изместија работите, сега треба да се фокусираме да го смениме хидро, вајда мислиш на Мицковски,
Па после предвремени избори, а времето е кратко. Што значи нема предвремени сега, значи предвремени избори може да има сега и тоа брзо, многу брзо. Едноставно, активната блокада треба да ја направат стварно да биде активна блокада пратениците во собранието. Едноставно да не дозволат да се одржуваат седниците по секоја цена на било кој начин. Не бадијала дури и тие во кои што се крстат, кажуваат дека целта секогаш ги оправдува средствата. Значи, ете сите сме биле, како пишуеше кај еден, да кажам, голем, јас го викам дека е голем новинар, сите кажувале дека не чинел, ама не кажувале кој да биде на негово место. Нема што да се кажува. Едноставно, ВМРО-ДПМН е партија, најголема партија во Македонија, со 70.000 членство официјално, кои што се ажурирале со новото раководство, и од 70.000 членство не може да се најде еден кадарен кој што би можел да биде лидер на партијата. Па да се даваат предлози или не знам што од овие што се веќе популарни. Па не мора да е популарен. Имаш еснафи, има доктори, има професори, има секаков кадар има во членството. Точно, радикална активна блокада. Точно. Затоа што да се вратам јас на ова што сакав да го кажам. Значи, избори како избори се предизвикуваат за неполни 3 месеца. Значи, 3 месеца ако не може да работи собранието, ако пратениците внатре едноставно го користат секое демократско право, они имаат право и да се тепаат меѓу нив. За своите ставови, за своите убедувања, за своите идеи. И они на таков начин може да спречат било каква друга манипулација која што не е вистина. Како што беше договорот со Бугарија, како што беше она кога трубеа на таче во оваква, а не трубеа на ова што беше, како се викаше, странкињава. Значи, не може да се има двојни аршини. Не е честно. Барем јас така мислам. Зошто тоа што јас го мислам и што е поразлично од раководството не од раководството, туку од председателот на ВМРО-ДПМН и Кристијан Мицкоски, да биде дека ете јас сум сменил страна. Зошто? Едноставно, ако некој критикува, како јас, например, да го спомнам уште еднаш Тони Рибарот, тоа е најдволичниот човек кој што сум го запознал во моите 50 години, човек кој што избегал во Чешка за да не молел партија да добие вработување. Него отишол у Чешка да ринта и да нема пари да си дојде во Македонија. Тој најде да ми кажува мене дека јас сум одработувал за СДС и ДУИ, а Мицковски бил идеален. Супер бил како лидер. И требало како член на ВМРО-ДПМН да ја поддржувам оваа губитничка политика што ја води Мицковски. Значи, он работи на идеална политика е да се бара референдум, кој што, како што и Антонио кажа на Сител, 3 месеца треба подготовки, уште 3 месеци избори, овакво референдум, тоа се 6 месеци само дур да дојде до референдум. И после тоа уште 3 месеци за референдумот вака било, така било, ова, она, 9 месеца, година дена. Година дена оваа хунта да владее. Значи,
буквално купување на време за оваа хунта да владе. А јас викам дека треба да бидат радикални во собрание, да предизвикаат политичка криза и да има предвремени избори. Што значи дека од денеска да направат радикализам, за месец дена се распишуваат избори, за 2 месеца има нова влада. Значи за 2 месеца има нова влада, или еве пред нова година. И кој работи сега за СДС и за ДУИ? Јас или Мицковски? Или тој Тони Рибарот? Роберт, кога гласа во собрание за ратификација, само малце, кога гласа во собрание за ратификација, помина без ни еден глас против, овие сите искочиле од гласање. Тоа го зборев на ручек денеска, дека после 12 дена протести на луѓе кои што повеќе од пола, да не кажам сите, али повеќе од пола дојдоа на свој трошок од внатрешноста на Македонија во Скопје. Огромен број на скопјани имаше таму, што искочија. Да дадат подршка на пратениците за да не дојде до гласање на таков предлог. И наместо да го спречат гласањето, они учествуваа во дебатата, нема проблем, супер, ги објаснија работите, ги кажаа како што се, и наместо да го спречат гласањето, они демек, ние ќе искочиме надвор, нема да гласаме. Тоа е буквална лага, буквална манипулација. Дека они искачат надвор за да не гласале. Не, утре ден во документот од собрание што искача, ќе искочи дека имало кворум цело време, во моментот на гласање гласале толку и толку пратеници, 60 и колку беа, 3, 4, 5, 6, не е битно, гласале сите за, против нема, воздржани нема. Што е битно, дали овие биле внатре или надвор, дали искочиле или не искочиле. Не можем, искрено, еве сега, во моментов не можам да пуштам никого во емисија, затоа што ми е премногу мал интернетот, толку платив, толку имав пари, затоа што со мојата минимална плата до тука можам. Со обзир дека сум се продал, нели, на комуњариве или сум не знам што. Ја пун кеш сум, ама ете, јас сум циција, не ги дам парите. И затоа морам еве вака сега да кубурам, да едноставно со мојата минимална плата, буквално минимална плата, еве да се пофалам, да си правам вака емисија од свој мерак за вас. Да си го кажам јас моето мислење, може би некој мисли исто како мене, па ќе подржи. Абе, види, се гледа Дон Соколов, не треба да даваш оправдување, Боро, се гледа по твоите акти дека си патриот. Не е битно дали сум јас патриот или не сум. Едноставно, битно е дека треба секој еден, барем, ајде да не земе пример од мене, нека земе од некој друг пример. Дека своето мислење, оно што го има во главата, дека треба да го каже, нема од што да се плаши. Зашто би се плашил? Ќе изгуби работа, па што? Ќе најде друга. Умре тој комунизам на времето кога се губеа сите можности за наоѓање работа. Значи, едноставно, изборите
Сега кога би имало избори, тие би биле референдум. Тие што се за бугарски договор, за, како што се поставува прашањето, кои се за асимилација, би гласале за СДС. Тие кои што се против асимилација, кои што сакаат да се укине овој договор, ќе гласат за ВМРО. И толку. Едноставно. Со гаранција, мислам, во моментов сите анкети го покажуваат тоа, дека доколку утре има избори, на тие избори ВМРО ДПМН би имало мнозинство. Значи, сама како партија, сама би имала мнозинство. Арно, ама некој не го сака тоа. На некого му смета тоа. Не може ни самиот како да го кажем, да прифати дека тоа може да биде добро. Или дека он би требало да владае. Успеав нешто да направам, ево, преку психоманија. Значи, да пример и вие што ме гледате, значи, ставете ви еден лайк на психоманија на фан страната, за да можам полесно да ги правам лајвовите. И за едноставно поевтино да ме кошта. Помалце интернет би ми се трошело. Зоран Велиновски прашува, вика, колку од раководството моментално во ВМРО ДПМН се членови на македонскиот естаблишмент, колку има работници и земјоделци во раководството. А не е комунистичка партија па да има работници и земјоделци, не знам, така да се бираат луѓето. Едноставно раководството се бира, го бира председателот, што е нормално. Он си прави извршен комитет со кого би требало да ја води политиката на партијата. Ако е некој земјоделец или работник, како ќе има време да раководи со партијата или да работи во извршниот комитет? Кој ќе му ја работи нивата? Или на работникот, кој ќе работи на неговото работно место? Роберт, не зборам за тоа, ова беше конкретно прашање, пошто човекот е левичар и си ја сака комунистичката партија, тоа идеологија си верува, и затоа каже работници и така натака, земјоделци колку има во раководството, демек буржуазија се овие други. Дон Соколов пишал пред 4 минути, имаме многу лажни патриоти. Боро, луѓето се плашат и немаат доверба. Во што немаат доверба? Во сами себе. Нема зашто да немаат доверба, пошто не се бара доверба за патриотизам. Ако си ја сакаш државата, таа е твоја куќа. Од што има да се плашиш да си ја сакаш својата држава и својата нација? Како, на што би личало јас да се плашам да кажем дека сум Срби? За некој си тамо, како Филип Петровски што правеше на времето, да ми објавува слики, четник бил. Па четник сум, што? Тоа е дел од мојата нација. Нити се срамам, нити се плашам. Единствено од што се плашам од Бога. Од ништо друго не се плашам. Немам зашто да се плашам, не правам криминал. Не лажам. Го кажува моето мислење. Ако сум грешка, ќе се види, ќе покаже времето. До сега све што сум кажал, така искочило како што сум кажал. Ако сум грешка, ќе се извинам, толку можам. Точно, Дарко. Едноставно треба да се биде македонец. Нема зашто луѓе да потврдувате дека сте македонци. Кога врежено ви е дека сте македонци, генот ви е таков.
Маријан Марковски Пицан вика не му одговарат предвремени избори на Мицко, оти сите маски ќе му паднат. Па веќе му се паднат и маските. Веќе се гледа дека прво не сака да биде власт, бидејќи ако биде власт нема да може така комотно да се ги работи овие работи кои што си ги работи сега. И некој друг во негово име да прави некои други матни работи. Затоа што на филјан човек, од шефот му е брат. На брата му брат. Дарко Петровски пишал, има и друга страна на референдумот и да не успее пак пратениците да не ги изгласат уставните измени. Јас лично не сакам да поверувам ни муабет за вакви работи. Не сакам да правам ни муабет за вакви работи. Лично сум за вонредни избори. Сакам само да се обединиме и ВМРО и Левица, да видиме повеќе, и ВМРО и Левица и сите македонци. Точно бе, брат. Треба да се обединиме, ама да се обединиме. Ова што вака се прави сега е да се разединиме. За да има некој да лае дека они биле патриоти, овие не биле патриоти, а ако си бил против референдум, си бил против Македонија. Бог да чува. Значи, референдум за прашање од 2017. За ланскиот снег. Тоа му искача пак да го повторам од наручек емисијата што ја правев. На српски се вика, јуче баба прднула, данас ја и дупе зинуло. Значи, едноставно, избори бе, направите избори бе, предизвикајте избори. Зашто зборам све за ВМРО ДПМН? Не ги споминјам Таче, Маче и овие комуњари. Па што имам нив да ги споминјам кога они го прават се тоа да не чиниве? А овој што работува со нив. Јас сум човек што сакам да бидам од оваа честнава страна што е против комунистичкава криминална власт. И што сака оваа криминална власт што побрзо да се тргне. По можност утре, веднаш. Па дури и да биде назначен било кој од надвор да биде владетел со Македонија. Само овие да се тргнат. Да, Дарко, ова ти е многу добро да има референдум за вонредни парламентарни избори. Тамам. Ако веќе се бара референдум, еве, дали сте за вонредни парламентарни избори? Кратко и јасно. Да, не. Абе, Роберт Клисурич, значи викаш, пак нема да биде успешен и пак се вртиме во круг. Значи, харикирам за референдум. За референдум за такво прашање не може да се прави. Тоа е основна работа. Друга работа, значи пописот покажа дека избирачкиот список е нелегитимен. Колку и да е лажиран пописот, колку и да е невистинит пописот, покажа дека има 1.800.000 жители во Македонија, а избирачкиот список исто број 1.800.000 жители. Ова избирачи. Со тоа што во тие 1.800.000 пописот има и деца, има и луѓе кои што се деловно неспособни, значи не може да гласаат. А во овие 1.800.000 избирачи, што? Децата ќе гласаат. Значи, основна работа, не може со ваков избирачки список да се направи било каков референдум. Нека го напуштат собранието и пред собранието предвремени. Илинка, значи, они
како пратеници, треба да бидат во собрание. Нема зашто да го напуштаат они собранието. А они ако го напуштат собранието е исто како народот да влегол во собрание. Значи нивна работа, народот ги избрал да бидат во собрание. И во собрание да се борат. Значи нема зашто да бегаат надвор од собрание. Во собрание да се борат, ако треба и да се тепаат. Дон Соколов, како може патриотската интелектуала да направи притисок на Мицко и да го фати правиот пат? Проблемот е што не може да направи никаков притисок на Мицко, затоа што Мицко е еден егоист, фрустриран тип, кој што не прифаќа никаков совет од никого. И ако се види дека е некој попаметен, поинтелигентен, менеджер, по-добар човек од него, тој во моментот го брише. Во моментот. Едноставно еготрип. Точно така, со сила треба да бидат истерани од собрание. Другачие нема. Со сила се дојдени, со сила ќе си идат. Како дошле, така треба да си отидат. Види, Дон Соколов, со референдумот ќе изгубиме се, па нема баш да изгубиме се, поточно нема да изгубиме ништо, освен драгоцено време и пари од буџетот за организирање на тој референдум. Не можеме да изгубиме ништо, затоа што едноставно сите луѓе знаат кои се и што се. Затоа што ако не успее, сега ќе успее утре, ако не успее утре, ќе успее задутре. Борбата продолжува се додека не се победи. Бидејќи е таква борбата. Ова се вика специјална војна. Оние што се постари како мене, што се 45 плюс, значи тие учеле во школо, во средно школо, по предмет ОНО, општонародна одбрана. Втора лекција ми се чини дека беше специјална војна против Југославија. У тоа време. Значи се што пишува во таа лекција до запирка се спроведува во Македонија. Само што имаме среќа една голема, што имаме социјални мрежи сега, што имаме можност луѓе како мене, луѓе како некои други да го кажат своето мислење вака јавно и да им ја сруша таа специјална војна, специјална битка. Точно, Роберт викаат народот да одлучи, а во партијата воопшто не е прашано по широкото членство што мисли околу оваа работа. Па тоа го зборам јас цело време. Дека Мицковски едноставно не го интересира членството. Он политичката партија ВМРО-ДПМН ја гледа како невладина организација и само тие што се околу него, тие што ги гледа секој ден, само тие се партијата. Другите луѓе не се партијата. Без разлика што правеле, без разлика колку време се членови, без разлика дали добиле, дали изгубиле, што направиле, значи ништо тоа не го интересира. За него членството на ВМРО-ДПМН се само луѓе кои што се против него. Ништо друго, затоа нема зашто он нив да ги прашува. Они морале, според неговото мислење, него да го слушаат. Па не е ВМРО-ДПМН фирма на татко му. Фала за поддршката, фала Маријан Чукузовски вика, поздрав Боро, констатација на место. Едноставно, не сакам да се фалам ја да си кажувам колку сум јас многу паметен, но во политиката сум од дете. Од дете, од време на комунизмот. И заради овие ставови, значи заради едноставно неподнесување на манипулации, на лаги, на едно зборење, а друго правење, на штета на народот,
не сум во системот. Нити па сакам да бидам во системот. Затоа си го работам ова што си го работам. Значи, прво бев само снимател, си довршив школа, сега сум и новинар. На 45 години довршував школа за да можам да бидам новинар. За тие неписмени глуперди кои што сакаат да лаат за мене како сум јас новинар. Значи, до Соколов, за тоа се донесува стратешка национална стратегија за да партиите бидат пред интересите на државата, а со тоа и да се кради. Значи, за да се донесе национална стратегија, прво мора да има луѓе храбри, значи што не се плашат, да се соберат, да се направи едно јадро, еден чокот, кој што ќе буквално не е битна политичката определба. Единствена политичка определба на тоа јадро треба да биде Македонија и македонскиот народ. Како да се развива државата, како да опстане државата, дури и да сите 4 соседа да ја ги затворат границите. Значи, од времето во историјата е запишано дека многу странски освојувачи на Македонија напишале дека македонскиот народ е единствен народ во светот кој што е самоодржлив. А тоа значи дека на македонскиот народ не му треба луксуз. Доволно му е да преживее, да се најаде, да се напие вода, толку. Роберт, сега треба сега треба да се молиме да нема 150.000 подписи, а ако ги соберат, ќе мораме да ги бараме 450.000 плюс еден што се против, а со тоа да има и цензус од 900.000. Значи, Роберт, како да ти објаснам? Нека си подпишуваат и нека има референдум. Какви да се резултатите на тој референдум е небитно. Битно е дека се губи времето. Значи, јас ова го зборам не за да нема референдум или заради не знам што. Го зборам дека се губи времето, а чим се губи време се губат пари. Да не зборам дека референдум па предвремени избори се 2 пати давање пари за една иста работа. Тие пари во буџетот се наши пари. Јас од мојата минимална плата плаќам во тој буџет. Зашто да плаќам 2 пати за една иста работа? Или сака да направат да докаже дека сиромавиот 2 пати плаќа? Значи, луда работа е. И буквално се гледа дека е терење на хир, терење на инат на Христијан Мицкоски. Ништо друго. Човекот имаше можност, одма после локалните избори, имаше состанок направено, собра мнозинство. Место веднаш да свика вонредна седница, он вика, еве имам. Се извинувам. Еве имам. Собрано, у понеделник ќе правам тоа што ќе правам. Така да, не знам што да ви кажам. Буквално се гледа дека работи, прво сам против себе работи, па после работи и против сите нас. Да не можеме да живееме еден нормален живот у нашава држава. Лешинарите ќе речат референдумот не успеа, абе и да речат не успеал референдумот. И да успее референдумот, они повторно ќе кажат, ако да успее референдумот, ете сега знаеме што сака народ. И па ќе си влада до 2024. Значи, за тоа зборам дека референдумот е непотребна работа. Сега, доколку има референдум, доколку се соберат тие фамозни 150.000 подписи, у тој случај
не смее да се бойкотира тој референдум. Едноставно не смее да се бойкотира затоа што е потребен документот. Па тамани да нема цензус, повторно, значи треба да има дека биле за, како е што бара да овакво да се гласа, дека биле за повеќе од против. Дури и да е неуспешен референдум. Но да се надеваме дека во последен момент ќе им дојде од газот во главата дека референдум е непотребна работа. Дека треба да се направат предвремени избори кои што ќе бидат референдум. Па ќе повторам, оној што е за бугаризација, оној што е за францускиот предлог, оној што сака у ЕУ по секоја цена и гз да даде, тој ќе гласа за СДС. Ние што сме против, ние што не сакаме бугаризација, ние што не прифаќаме менјавање на историја, ние што не прифаќаме француски дегенеричен предлог, ќе гласаме за ВМРО-ДПМН или Левица. Или некоја од другиве партии по десни, нормални, што не се комуњарско-криминалски. И ете ти референдум, чиста работа. 2 и 2. 2 и 2 не може да бидат ништо друго осим 4. За ваква работа не се мери статика за да се смена за обична промена на прозори. Попроста работа од ова нема. Ја не знам зашто се бара, зашто да биде просто кога може да биде сложено. Даниелчо Трпевски вика, работава е покакана посрана, сака да каже, од поодамна, не само бугарскиот договор, може би требало да се запраша народов кој ќе сака да живее воопшто во таква држава каква му се сервира. Па за тоа се бориме. За тоа и ја правиме оваа емисија. И уопшто психоманија е за тоа. За да не може да се направи тоа што они сакаат да го направат под маса, скришно, манипулативно. На Радев му е кажано оти оваа работа не врви и сега го омекнува ставот и со полна уста вика Македонија и ред други работи попушта. Значи, ме заболе Стојко за Радев што кажува или како кажува. Тој си негова работа, тој си има своја држава тамо и он може што сака да дроби. Значи, небитна работа е тоа. Он не знаел предходно дека таа работа нема да помине у Македонија. Он е политичар како Мицко наш или како Заев, па ќе се надеваат на не знам што. Политичарите сегдека у светот однапред знаат пред да кажат нешто што ќе кажат и каде ќе стават запирката на тоа што ќе го кажат. Така да ова со Радев е гола вода. Значи едноставно треба да престанеме да бараме оправдувања на политичарите. Пак ќе ви повторам, треба да ги слушаме што зборат поповите. Нив треба да ги слушаме што зборат, а да не ги гледаме што прават. Пошто пред Бога сите исто ќе си одговараме за своите дела. А кај политичарите мора да ги гледаме што прават. Не ме интересира што збори. Он може да збори што сака, а ако не го направи тоа што збори, кој го тркала. Има едно со закон неоспорно право на граѓанска непослушност, предочени потврдија во Рачиново дека тоа функционира. Види, и граѓанска непослушност е дел од борбата.
Но за да се случи таа граѓанска непослушност, мора да се има политичка подршка. Мора народот да биде заеднички. А вака, од пробен балон пуштен, ќе имало референдум, вака ќе било, така ќе било, очи си извадивме. Еден куп луѓе, буквално уште да се степаат меѓу себе. Еден мајмун со лажен женски профил ми меша фамилија денеска. Не знае дека утре може у шахта да го најдат. И да, у Арачиново се покажа, ама у Арачиново се обединети сите. Они може да се препуцаваат за политика, за ДУИ, ДПА, БЕСА, МЕСА и така натака. Ама кога се работи за нив, за локално кај нив, за нивната нација, тоа сите се едно. Тогаш не викаат северџани и патриоти македонци. Не, тогаш се сите. Владимир ми пише во порака, поздрав, пријател, како да ти фала на поздравот, поздрав и до тебе, ама не можам да ти одговорам. Мислат на себе и на кариерата, не за народот, па ако мислат за себе и за кариерата, во моментот ќе мислат и на народот. Ланчен процес е тоа. Ако не мисли на народот, не мисли ни на собствената кариера. Затоа што кариера од 4 години не е кариера. Тоа е пролетано, протрчано. Кариера е како Груевски што беше, 11 години. И фала му на Бога човекот единствено што не беше радикален. Иначе се друго беше топ лидер. Ја изгради државата. Се живееше мирно. Го намали криминалот. Сега има дебили што викале 5 милиарди имал не знам каде, имал вака, ова крадал, она крадал. Камо да се види дека крадал? Па и да крадал, алал нека му се парите украдени. Сите нека крадат како Груевски што крадеше. И ќе биде супер. Точно политичко профитерство, мислам, те разбирам што сакаше да кажеш, само политички божут би било многу посоодветно него профитерство. Пошто профитерство мора да имаш профит, значи нешто да работиш и да заработиш. Ова пошто е крадење, алаш вериш праење, подметнување, лжење, тоа е башибозук. И значи уште еднаш да ви повторам, значи имам проблем технички и финансиски, затоа не правев овие 15 дена емисии, затоа сега правам емисија каде што само јас лаам, изборам и ги читам вашите коментари за да можем да ви да комуницирам на еден начин. За 15 дена треба да добијам плата, да си платам интернет нормално и да си имам доволно интернет за да можем и вас да ве пуштам во програма и да се уклучиме и све. Горан Стојановски го поздравува Цаки, патриотиште, да, Цаки е стварно патриотиште и борец. Ако мислиме на истиот Цаки од Рачево. И до психо, фала ти, што друго да ти кажам. Еве и Спасе се вклучи. Здраво комши, здраво и до тебе. Значи, еве, 55 минути веќе зборам. Ви кажав која е причината зошто немаше емисија до сега и емисија ќе има понатака. Поздрав особен поздрав до Джакус.
Джакос ми е и он, и брат му, и другиот брат, ми се баш онака пријателчиња од од дечина. Од кога бевме мали. Кога бевме мали и умни. И нагалено сите кои не викам малоумни. Да, сите тоа го викаат, нека лажат, нека крадат, се што сакаат нека прават, ама идентитет, устав и тоа да не дираат. Значи, и да дираат. Проблемот е што ние не стануваме. Ние не се побунуваме. Они пробуваат, секогаш ќе пробуваат, секдека во свет пробуваат, но секдека во свет постојат организации, невладини, владини, постојат синдикати и се организираат луѓето. И искачаат да се побунат против било што не е во нивниот интерес. Така треба и ние истото да го правиме. А не да гледаме дали некој бил популарен, дали некој не бил популарен, дали бил на телевизија или не бил на телевизија. Па на овој ќе му верувам, на оној нема да му верувам. Се верува на дела, се верува на тоа што човекот го прави. Така е, цаки, борбата продолжува и ќе продолжи до крај, до ослободување. Во буквална смисла, пошто во моментов сме под окупација. Под окупација сме од 2015. Од пржинот. До Соколов, зашто се плашиш од револуција? Па и револуцијата е дел од борбата. Ако не може милом, се удира силом. Клин со клин се избива. Не можеш клин со молитва да избиеш. Значи, едноставно, ако треба револуција, ако веќе дојде до момент нож до коска да треба револуција, па и револуција ќе има. И на таа револуција не мора цел народ да искочи. Кога искочил на револуција цел народ? Сегдека у свет, у револуција се не поише од 10%. Бошко Јаневски, баце, што ќе кажеш за Ока Карпош? За Ока Карпош ќе правам специјална емисија со членот Карпош, од Ока Карпош, со Стефан, и тогаш ќе ги отвориме убаво картите и за Карпош, пошто јас сум бившиот Карпош. Сега сум во Кисела Вода, тогаш бев едно време бев во Карпош. До 2002 бев во Карпош. Така да ситуацијата со стојбата во Карпош многу добро ја знам. А и Стефан ја знае уште подобро, пошто он е во моментов таму. Така да за Карпош еве уште еднаш ќе ти кажам, Бошко, ќе правиме муавет во една од наредните емисии, каде што гостин ќе ми биде овој Стефан. Стефан Кирков ми се чини, или Киров, така нешто му беше презивен. Саат време се направи од емисијата. Ја би ја прекинал тука емисијата, би ја завршил со надеж дека за 2 до 3 дена ќе можам повторно, ќе имам доволно интернет за да емитувам уште една емисија. Ви благодарам што ме гледавте, тие што покасно се уклучивте, изгледајте емисијата понатака, ставете лајк на фан страната Психоманија, ставете лајк на YouTube страната на Психоманија, за да може да на еден начин да ми помогнете да се олеснам и полесно да емитувам емисии и да го кажам моето мислење, а истовремено и вие да се вклучувате со кажување на вашето мислење. Ево уште Илинка вика, Боро, само ние сме не се плашиме од револуција што сме 5 години по улици. Па да, можем и јас така да кажем. Даниел Обично пишувам предходно најава, правам евент, правам све што можам да направам за да информирам кога ќе има пак емисија. Евентот ќе го правам од сега натака барем 36 сата. Ако не 24, 36 сата сигурно ќе го направам пред почеток на емисијата. Ви благодарам што ме гледавте, да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Поздрав!